Почитувани гледачи, добро утро и од мене во утринската програма на К3 телевизија. Денеска навистина ќе имаме убав разговор и интересен повод за гостување на една фудбалска екипа од нашиот град, која со своите резултати навистина видно напредува од ден во ден и веруваме дека еден ден ќе стане еден успешен спортски колектив. Но направим да ја видиме најавата за кого станува збор, па ќе се вратиме во студиото и ќе продолжиме нашиот разговор. Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово за само една година успе да се етаблира како значаен спортски субјект во општината и пошироко. Инаку клубот постои од 2004 година, но својот вистински подем го доживеа во изминатите 12 месеци преку многобројните настапи на домашната и меѓународната сцена, каде успее да оствори одлични резултати. Кога дојде на чело на клубот, амбициозниот претседател Александр Маневски не жалеше време и труд за развој и благодарејќи на хомогеноста успее да направи препознатлив фудбалски бренд. Воедно Маневски клубот го финансира исклучиво со сопствени средства, што представува потек за поздравување. За кратко време добрата програма успее во Евроспорт да привлече голем број на дечиња, кои под будно око на неколку тренери добро ја совладаа фудбалската техника. Клубот живее како едно семејство, она што треба да се спомене е одличната комуникација и разбирање помеѓу клубот и родителите и нивните деца како предуслов за добра работа. А за постигнувањата само ќе споменеме некои успеси во Австрија, Златибор и Јагодина Србија и многу други кои дадоа печат на успешната работа. Сепак да споменеме дека главната цел на која се базира работата на клубот е што помасовно вклучување на младите во спортот, како гаранција дека генерациите утре ќе бидат здрави и способни за извршување на секојдневните обврски. Екипата работи на терените во населбата Доброшане на излезот од Куманово, каде има солидни услови за работа. Претседателот Маневски истакна дека за ова кратко време е направено многу во развојот на клубот, но дека тука нема да се застане, туку ќе се продолжи со уште посилно темпо на работа. За подобра комуникација со јавноста, клубот од неодамна има и своји канцеларии, кои поволно ќе влијаат врз промоција на екипата. Веруваме дека ФК Евроспорт ќе успее во својата зацртана програма да анимира уште повеќе млади дечиња, а тоа за нив всушност ќе представува и најголема придобивка да продуцира што поголем број на здрави генерации, всушност за што им е главната цел во нивната работа. Ете тоа беше прилогот за фудбалскиот клуб Евроспорт, а сега да ги најавам моите гости. Претседателот на клубот, господинот Александр Маневски, тренерот на голманите Гоце Трајковски и тренерот на екипата Борче Стојчевски. Добро утро, добродојдовте во нашата телевизија. Јас мислам дека ќе имаме доста интересни работи да кажеме за фудбалскиот клуб Евроспорт. И во прилогот напоменавме дека 12 месеци успешна и плодна работа и веруваме дека така ќе продолжите со исто темпо. Меѓутоа, господине Маневски, вие како прв човек на клубот, накратко едно прашање, кои беа вашите главни мотиви да всушност се нафатите во оваа работа и да влезете во фудбалскиот клуб Евроспорт? Јас како поранешен играч имав амбиција да имам свој клуб, тоа се оствари минатата година, кога сега тренерот Борче Стојчевски ми го понуди клубот, познавајќи го него и децата кои се во клубот, има многу талентирани и добри дечиња. Бев на тренизи, пошто и мојот син тренира таму, јас добро размислив и за кратко време ја прифатив понудата. Стојчевски, вие сте поранешен долгогодишен фудбалер на Куманово, многу имате работено со млади категории. Еве вашето чувство и задоволство кога ќе отидеме со нашата камера, гледаме дека давате голем елан во вашата работа и на некој начин вашето искуство полека, но сигурно го пренесувате кај овие млади категории во ФК Евроспорт. Па така, како што најавите во почетокот со доаѓањето на претседателот Александар Маневски, кој бевме во разговори да дојде тука, бидејќи навистина во нашиот клуб покрај тренерите и дечињата што постојат, значи беше потребна една личност која ќе се ангажира околу надвршните работи на клубот, околу менаџирањето на клубот надвор од Македонија. Па така тој потек што го направи со него навистина вроди со плод и се надевам дека ќе постигнеме многу големи резултати. Па во клубот, значи, постоje дечиња навистина добри, талентирани. Имаме, значи, стратегија, имаме план како треба да работиме, што треба да работиме, значи целите наши ги знаеме. Секако искуството што го имам, јас многу ми е важно да го пренесам на овие дечиња, а се надевам дека со редовно доаѓање од страна на нив на тренизите, со условите што ги имаме сега моментално, дека
можеме на деца да им дадеме нешто повеќе од фудбалското знаење. Да појасниме во стартот некои работи. Колку дечиња моментално работат во клубот и во колку категории се поделени? Па во клубот моментално има околу 70 дечиња. Имаме поделено во групи секако и секоја група има тренер. Значи имаме поделено пионери кои фаќаат 2000-та генерација, помлади пионери 2001, потоа натаму се селектираат во петлиња, тоа е 2002-2003, потоа имаме уште помлада генерација 2004-2005 и најмалите 2006-2007 и 2008. Еве да му дадеме збори на тренерот на голманите Гоце Трајковски. Гоце, ви од кога сте во клубот и како ви оди работава околу голманите? Сепак сте на една, така да кажем, релативно тешка работа, треба да се одбере квалитетен голман како основа на еден клуб. Па вака, јас во клубот сум веќе 2,5 месеци по иницијатива на председателот Александар Маневски. Во условите во клубот се одлични, значи мислам дека вакви услови ретко која екипа има во Македонија како што имаме ние. Зборуваме за екипи како што се во прва лига што играат, условите се одлични, имаме доста талентирани дечиња. Јас сум задоволен од нивната работа, слушаат како треба да се работи, што треба да се работи, ни стигна нова опрема, нови реквизити, што можеме уште повеќе да напредуваме и ние како клуб и дечињата. Мислам дека во клубот има 3-4 дечиња што навистина делат и тоа навистина за голманите, да, делат и со напорна работа и со добри тренинзи, мислам дека ќе направиме еден добар успех. Според вас, кои се главните предуслови да се стане добар голман? Работа и само работа. Го скенирате детето, дали има потенцијал или нема? Па, никогаш не можеш да знаеш што тоа од почетокот дали ќе биде или нема да биде. Значи работа и само работа, после работа со работа си доаѓа се. Господин Маневски, вашата екипа постојано учествува на силни меѓународни турнири и она што е многу важно, добро го представувате градот Куманово, Република Македонија, а имате одлични резултати. Да, секако еден од главните проекти на нашиот клуб е представување, играње на меѓународни надпревари, односно турнири. Со тоа ние представуваме нашата држава, нашиот град, нашиот клуб и секако најповеќе се презентираат самите деца. Во тој период, значи кога на некој начин вашите турнири во Златибор и во Австрија покажа дека имате потенцијал и дека на некој начин успешно работите. За неполна година ние учествуваме на 5 турнири. Да. Два беа во Австрија, Виена, 3 беа во Република Србија. Сега во Австрија, Виена бевме прв пат во февруари со генерација 2005-2006. Таму учествува 16 екипи, од кои ние го освоиме 6-то место. Да. Потоа бевме во април месец со генерација 2002-2003. Ние исто така беше многу јак турнир со екипи од Германија, Шпанија, Франција. Имаше 16 исто екипи и ние го освоиме 4-то место само тука и пехарот од тоа. Да. Значи првите 4 екипи добија медали и пехари. Потоа имаме учествувано на турнирот во Златибор, Република Србија. Таму учествуваме со две генерации, 2003 и 2004 и посебно 2005-2006, од кои имаше 30 екипи по генерации. Со 2003-2004 стигнавме до 8 на финале, со 2005-2006 стигнавме до четвртфинале. А во групата играме со Партизан од Белград на тој турнир. Исто да продолжам, пошто имаме уште 2 турнири. Во Јагодина освоиме второ место сега во мај. Во финалето игравме на пенали и изгубивме, несреќно. Да. И последниот турнир сега беше во јуни месец во Ниш. Во Србија. Да, во Србија. Со генерација 2-5-2-6 исто го освоиме четвртото место, значи тука сме горе. Јас предлагам да речете доколку ги има подготвено тие снимки да ги пуштите дека разговараме за тие турнири. Стојчевски, она што е многу важно, многу пати ви истакнувате и во вашата комуникација со новинарите дека во Австрија сте имале еден безпрекорен дочек од страна на нашите иселеници кои на некој начин ве угости на највисоко ниво.
Па така, значи, кога бевме првиот турнир со генерација 2005 и 2006, бевме многу добро пречекани од нашите иселеници таму од Куманово што живеат и работат. Тие ни доста помогнаа околу сместувањето, погото би сакал да го спомнам Екимовски Иван, кој и Младеновски Горан, кои ни помогнаа околу тие сместувања, околу исхрана на дечиња, околу превоз, околу турнирот таму. Значи тоа би требало да ни биде чест и задоволство што еве нашите луѓе што кај што бевме на турнири се наоѓаат таму и мислам дека и понатаму ќе продолжат да ни Имаше ли помагаат. некои навивачки групи кои навиваа за вас повеќе вака една подршка за вашите настапи? Па секако мислам дека ние бевме таму најбучни, бидејќи нашиот менталитет е таков и желбата да се постигне добар резултат. Значи имаше доста сите што беа слободни тој ден од надпреварот, дојдоа таму, не бодреа, секако имаше и некои родители на дечињата што таму беа. И мислам дека на вистина со нивната поддршка и затоа дојдовме до четвртото место. Веројатно сега имате некоја направена мини селекција, рековте имате 3-4 голмани. Дали има интерес за пројавување на нови кандидати за голмани? Доаѓате секој ден нови дечиња? Сепак веруваме дека Куманово е еден град на голмани. Во минатото ќе потсетиме дека имаше еден ас Алберт Цветинич, па потоа Лјатифи, Борци исто така добро ги знае. Ево тука може да се дороди некој нов наследник на овие великани на кумановскиот спорт. Така, значи во клубот доаѓаат се нови дечиња. Моментално кога пристигнав јас во клубот, имавме околу, мислам дека околу 5 или 6 голманчиња, сега имаме плюс 4 нови. И нон-стоп, значи ни доаѓаат нови деца кои се заинтересирани за спортот, тоа треба да не радува сите, бидејќи младите се повеќе заинтересирани за спорт, не само зборувам во глобала, не само за голманите. Во клубот ни доаѓаат се повеќе дечиња, тоа не нас како тренери не радува, ги што деца доаѓа да спортуваат, да тренираат, а конкретно за голманите голманската позиција е малку специфична и сум задоволен од одзивот како на децата, ни доаѓаат нови деца и талентирани и со работа секако ќе стигнат до успех. Борче, сега дали планирате некоја пауза за дечињата или вие работите нон-стоп во овој летен период? Па вака сега бидејќи не очекува турнир, односно камп на Вардар во август месец, нашиот план е со генерација 2000-2001 ќе направиме една пауза 15 на дена, додека со овие генерации другите помалите ќе продолжиме, нема да прекинуваме. Така може да кажеме и апел за сите дечиња кои се слободни, не тренират никаде, можат, значи и во месецот јули да дојде да се запишат, да пробаат, можеби да пробаат среќата. Сигурно така. Маневски, за вашиот понатамошен напредок на клубот имате ли некои дополнителни планови во развојот? Да, секако ова година, како и минатата, ќе се напреваруваме во втората македонска пионерска младинска лига со генерациите 2000-та, 2001 и 2002-2003. Исто така во Скопска лига со 2004-2005 и посебно 2005-2006. И уште сега имаме покани многу за меѓународни, како меѓународни, така и домашни турнири. Продолжуваме со едукација и на тренерите, значи ги пратиме сите семинари во нашата земја и ван, мислам на страна, со кампови на дечиња и тоа. Борче, рече председателот, мора да прашам за семинарите. Какво искуство донесувате таму? Веројатно ја сретнувате познати фудбалски имиња, разменувате идеи, мислења, а веројатно вие црпите знаење од нив, кое на вас веројатно многу ќе ви значи понатаму. Па секако многу значени се тие настани, односно семинарите што се одржуваат за тренерите, бидејќи сите настани и новини што доаѓаат околу тренерите и работа со фудбалерите или односно по-конкретно за дечињата, значи таму се прв пат видуваат на тие семинари, значи се гледаат разни новини што доаѓаат од таа област.
Значи има за нас многу значени се начинот, бидејќи сега современиот се фудбал е многу побрз, по-темпераментен, по-снажен, така што бидејќи и начинот на работа и тренинзите исто така мора да се соодветуваат со тој ритам на работа, па затоа ние пробуваме сега во нашите школи да покрај техниката што е битна за овие дечи, зборуваме за овие маливе, значи мора важна работа и динамиката на работа, значи мора да се работи малку со повисоко темпо и со поголема брзина работа, при што доведува до едно по-вака брзо размислување на малите фудбалери, ги тераме што повеќе да прават побрзи реакции или да решават настани од изводок од играта што се случува. Маневски неодамна случаите еден многу важен договор со ФК Вардар, кој веројатно за вас многу ќе значи во квалитативен смисол за понатамошниот развој на клубот. Да, пред околу 6 месеци ние склучиме договор за соработка помеѓу нас и Вардар. Инаку Вардар, како што знаеме, најтрофеен и најпознат наш клуб. Ние со Вардар имаме договорено, значи сите наши дечиња што ќе произлезат до 15 години, пошто немаме ние нагоре не се такмичиме, ние се такмичиме до 15 години. Сите што ќе излезат, што ќе бидат добри играчи, ние ќе ги препоручиме во Вардар, со тоа што таму имаат поголема шанса за докажување и за понатамошно, значи понатамошен успех за професионални фудбалери. Од друга страна, имаме и друг бенефит, значи имаме опрема, значи на секој дете кој е член во наш клуб, му даваме бесплатна опрема, спортска опрема од Вардар, тренерки, спортска торбица, штуцни, дресови. И имаме исто, значи, кампови организираме со Вардар, како што кажа тренерот Борче. Тоа е моментално. Борче, ова соработка со Вардар исто така многу ќе значи и во размена на комуникации за идеи, за фудбалери, за што ќе председател кампување, севкупна развојна компонента која многу ќе влијае на релација ФК Вардар, ФК Евроспорт. Па секако за нас е многу значено затоа што целиот прогрес на ФК Вардар ќе се пресликува и кај нас. Сите настани што ќе се случат во фудбалскиот клуб Вардар од стручно усовршување на тренерите за фудбалери и за голмани, исто така и ние ќе присуствуваме на тие семинари, односно ние бевме на еден дводневен семинар кај нив, начинот на работа со дечиња, со младите категории, откривање на млади таленти. Односно имаме и еден уводен дел како да работиме со дечињата, како да правиме играчи и за да можат оние полесно да ги преземаат од кај нас. Тоа многу значи секако за овие наши тука кои јас секако и нашите тренери како се работи таму и тоа што таму го гледаме да го преминуваме исто и кај нас. Трајковски веројатно и овие соработки ќе користат и за вашите голмани, бидејќи сепак Вардар е добра база за едукација и на вас и на голманите. Да, секако Вардар е една од подобрите школи во Македонија, ако не и на Балканот. Секако многу значи за мене, бидејќи таму има звучни тренерски имиња, како што се Кметовски, Мути Барич, Мане Манев, од кои секако можам да научам многу, да презентираме на децата и исто така одиме на тренинзи во фудбалски клуб Вардар. Ни презентираат какви тренинзи треба да имаме со децата. Многу големо значи и психолошкото, не е само работа во тренинг, треба со децата и малку и психолошки да поразговараме, комуникација. Од фудбалската школа на Вардар може многу да се научи. И да ве запрашам, како всушност поминува еден тренинг, на што најмногу ги учите дечињата кога ќе дадат прв пат на теренот во населбата Добрашане? Како и на кој начин им впивате енергија и надежда дека еден ден може да биде добри голмани? Вака, со позитивен дух мислам дека може многу да се научи. Мислам дека
тоа старото треба да се отфрли, кога дојдеш на тренинг само тишина, дисциплина и работа. Треба малку со децата да сме позитивни, да сме поопуштени преку игра, преку смеа и секако со добра работа, али моje мислење е дека ако нема позитивен дух и за време на тренингот. Да, тука го споменувате и психолошкиот аспект. Да, значи мора со децата малку да се поразговара, да им се даде позитивна мисла. Од нашата школа потекнува голман кој што е Столи Димитриевски, што е сега во А репрезентација во фудбалскиот клуб Гранада. Во Шпанија, нека ми бидне Столе еден репер на сите деца. Како Столи Димитриевски има тренирал сам, а сега тука имаат добри услови, тренер за голмани, добри тренери, председател кој се залага за клубот, ги имаат сите предиспозиции што се можни од нашиот клуб за да станат добри голмани, со добра работа и со позитивна мисла, ништо не е невозможно. Борче, ја споменав и во прилогот дека многу е важна таа, да наречем тројна алка, родител, вие како тренер и децата. Гледам доле кога ве следиме на овие ваши турнири настапи, има многу родители и веројатно и со нив комуницирате, разменувате идеи за децата, за нивниот развој, за редовно учење во школа, да не се запостави и така натаму. Па секако, значи таа алка е неминовна. Сите тие три алчиња поединечно мора да функционираат во една алка, бидејќи детето кога доаѓа кај нас пред се гледа, многу е битно првиот печаток како го пречекуваат тренерите, значи со еден добар разговор, со една добра комуникација. Значи детето треба да сака да дојде на тренинг, не да има страв да се плаши. Од друга страна, детето она што го работи кај нас, сигурно дека секој совесен родител го прашува што се работи на тренинг, како се работи, како се чувствуваш, и родителот после му ја дава поддршката на детето или нема да му ја даде. Се зависи од тренерите. Меѓутоа, ако детето има поддршка од родителот во права смисла да работи во спортот, односно да тренира, од наша страна како личност кој го цениме, значи дали ќе успее, дали не, сега се уште рано у малите години се каже. Меѓутоа таа алка неминовно дека мора да постои секогаш. Било кој од овие алки ако не функционира како што треба, секогаш ќе се наруши односот и релацијата, дали тренер дете, дали дете родител или родител тренер. Да, тоа ми беше поентата, значи не сме детето да го напушти воспитно образовниот процес во училиштето. Сепак треба и да се заврши некој од соодветно училиште. Така да. Па покрај нас, ние само покрај значи фудбалските вештини, ние децата исто така ги воспитуваме на едно, да кажем, општо образование, на една општа култура. Значи секаде кај што да кажува добар ден, добро утро, со постарите да имаат по пристапни комуникации, многу важна работа. Секако ние сме клуб кој обрнува внимание и на воспитниот дел на детето. Покрај спортските, значи, карактеристики и особини за фудбалот, мора и да се обрне внимание исто така на општата култура. Председателе, јас кога вака бе видов, кога прв пат кога разговаравме, и во континуитет, постојано се на сите тренинзи и гледам дека сте многу среќен и задоволен и не жалите и време и труд, само на некој начин оваа школа да биде уште посилна во наредниот период. Чувствувате ли вака среќен, задоволен ова што го работи? Да, секако мене ми исполнува работата, значи мислам фудбалот поконкретно, пошто и самиот бев фудбалер. Во овој краток период постигнавме многу. За овој краток период, прво кога дојдов во клубот, свикав еден состанок на кој беа присутни тренерите, родителите и децата. На тој состанок кажам неколку работи, од кои ги имам исполнето во целост. Отпосле, значи, турнирите, соработката со Вардар, тренерите, значи, капацитетот како една целина, како целина, да. И таа компактност мене ми исполнува. Самиот тренинг со децата, значи, кога идеш, кога ги гледаш децата среќни, радосни, кои го сакат тој спорт, значи, фудбалот. Меѓутоа, прашање за тројцата, мора да споменеме дека сепак покрај ова учење на фудбалски вештини, на некој начин вашето главно мото е децата да ги отрнеме од улици, да ги внесеме во спортот,
затоа што спортот е најдобре браник во одбраната од овие пороци. Дали се сложувате со мене со оваа констатација? Да. Па да, секако, значи покрај она што кажа пред малку дека покрај што градиме фудбалери, значи ние обрнуваме внимание на нивната општа култура, а тоа е секако и офаќа и овој дел како што спомнате, бидејќи сега овие млади генерации превеќе се посетуваат на компјутерите и на затворениот простор, морам да кажам, за разлика од нашето време кога беше цел време бевме посветени на отворен простор, на улица, на покрај школото, кај што обрнувме многу внимание на спортските активности, на разни настани. Децата се превеќе затворени во еден круг, кај што многу малку комуницираат меѓу себе, а и можем да кажем дека многу помалку сега се вклучуваат во спортот, бидејќи сега покрај компјутерот, покрај интернетот, многу работи гледаат тука на едно место и не многу тешко излегуваат надвор и тие сами меѓу себе многу малку комуницираат. Траковски, вие веројатно имате исто мислување со Да, се Борче. сложувам со Борче. Мислам дека живееме во време каде што интернетот, компјутерите, телевизијата, филмовите некако се не само тоа, него алкохолизмот, наркоманијата, дрогата зема се повеќе и повеќе замав. Но кога ќе отидеме на тренинг во нашиот клуб, ме радува тоа што има се повеќе и повеќе деца го сакаат спортот, го сакаат фудбалот и на некој начин ние како клуб се трудиме што повеќе и повеќе децата да ги воспитуваме не само фудбалски, туку и како личност да созрева, да на некој начин да биде способна да се бори во животот, да. Да, фудбалот не е само од фудбалот можеме да научиме многу работи, како што напоменавте, борба за живот, борба за подобро утро, борба за да станеме подобар човек и како подобра личност. Мислам дека секој спортист својата негативна енергија остава на терен, тука тоа не е како издавен вентил и Да, на некој начин и председатели децата да бидат поздрави утре преку спортот. Се сложувате со Борче и со Гоце. Нормално, значи спортскиот човек не е исто човекот што се бави со спорт и човекот што не се бави со спорт. Дали потому, значи кога ќе почне од раното детство, тоа е друга личност. Така. И има, значи, други визии, други сваќања. Обично децата во лоши друштва поаѓаат по лош пат. Овие се преусмеруваат, значи, на школување, на учење, на едукација, на тренирање, на спорт. Тоа ме радува фактот. Значи, самата бројка, зголемување нашата бројка во клубот ме прави среќен и радосен. Како што кажа и тренерот Борче, пошто децата се носно пред компјутери, скитаат по улици, по кафиќи идат, значи... Да. Сега тука ќе направиме мал пресек на овој разговор. Побаравме мислење од нашата фудбалска легенда Војден Станојковиќ. Еве што мислиме за фудбалските школи, за нивната работа и да го слушаме неговото мислење кое е спремно да речете. Станојковиќ, фудбалските школи во Куманово на некој начин се главната алка за развојот на фудбалот во Куманово и воедно база за ините генерации во фудбалот, иако знаеме дека фудбалот во Куманово не е баш на висок ранг, меѓутоа сепак овие школи ќе дадат некој мал импулс во понатамошниот развој на фудбалот во Куманово. Ваша кратка оценка за школите во градот? Па добро, секоја школа која ќе се отвори, секоја школа која веќе постои, сигурно дека дава еден императив и сигурно некоја верба, не само на нас, постарите, него и на самите дечиња, дека утре нешто сето тоа ќе се изроди, а тоа е дека квалитетот ќе се подигне фудбалски, зборам на ниво кој некогаш бил и сигурно дека од тој аспект самите тие дечиња ќе допринесат да нашиот фудбал и фудбалот во Куманово, нормално и на ниво на државата во Македонија биде многу поквалитетен. Од друга страна, сигурно за тоа ќе бидат многу заслужени сите оние што ги водат тие школи, кои ќе допринесат со својот квалитет и со својот стручен тим кој го имаат, да сето тоа биде на едно баш онака фудбалско ниво. Вие недавно бесте во фудбалската школа Евроспорт, каде на некој начин се вршише регулација на ините таленти во градот, па веројатно вашите први впечатоци се повеќе задоволувачки. Да, баш така.
Значи јас сум импресиониран од она што е почнато и она што се работи. Не е само тоа доволно да почне само еден човек и една школа. Евроспорт и сигурно одборче кој за тоа е најзаслужен. Од друга страна, тука треба да се сигурно регрутираат, као што вие кажавте, не само да Евроспорт, него од сите други школи кои се во Куманово, а нормално и на ниво на државата, фудбалери, фудбалерчиња кои утре ќе бидат наша, така да кажам, и дика и понос. Значи да го заклучиме во разговор, сепак и покрај се вие сте оптимисти дека верувате дека Куманово може да продуцира квалитетни кадри? Куманово секогаш бил спортски град и сигурно ќе биде. Може да има нека стагнација и сигурно дека во некој одреден период на некој начин доаѓа до нека контрадикторност одредени не ради нас спортистите, него и ради други работи, а мислам дека Куманово ќе има, уствари имало, има и ќе има. Значи фудбалски таленти кои сигурно ќе бидат не само као војади, него и многу други од рангот на боксот, кошарката, ракомет, така да се надевам дека ќе имаме не само така да промотери на спортот, него ќе имаме и олимпици. Еве го слушавме разговорот со македонската фудбалска легенда Војдин Станојковиќ. Прашање на сите тројца, сепак овие зборови многу ви значат, дополнително ќе ве мотивираат, бијќи Вује на крајот рече Куманово имало и ќе има таленти и дека не треба да се грижи за нашата имена. Па, пред се, благодарам за пофалните зборови на селекторот, значи тој беше потполно во право и го поддржувам целиот овој негов разговор што го кажа. Куманово секогаш бил спортски, односно еве фудбалски град, меѓутоа последниве неколку години, може да кажам десетина години, е на многу 15 на многу ниско ниво, мислам, не на ниско ниво, општо сега фудбалскиот клуб Куманово не постои како фудбалски клуб Куманово чисто име. А сега причините не сакаме да ги образложуваме сега на оваа тема кои се и се надевам дека со времето што доаѓа, мислам дека ние во фудбалскиот клуб сега правиме еден мозаик заедно со претседателот, значи чекор по чекор работиме и сакаме да бидеме екипа која за догледно време ќе го врати оној стар имидж на фудбалскиот клуб Куманово. Гоце, овие зборови на асот македонскиот фудбал, веројатно и вас ќе ве дополнително мотивираат да работите уште посилно, поинтензивно, со единствена цел да направиме конечно еден фудбалски бренд од ФК Куманово, кој за жал сега е на едно големо дередже. Да, секако, значи во Куманово таленти имало и ќе има. Од една страна ме радува што работам во клуб како што е Куманово Евроспорт. Се надевам дека ќе успееме да го вратиме фудбалот и сјајот на фудбалот во Куманово. Сега за сега се работи со деца, но еден ден се надеваме и на еден бренд како што беше фудбалски клуб Куманово, прва лига. Тука е претседателот со неговата напорна работа. Веруваме во него и во неговите способности. И напред во нови победи. Да, со напорна работа и со стрпливост. Маневски, вие сте и поранеше фудбалер на ФК Куманово заедно со Борче. Имате некој чувство и ве многу боли кога гледате дека ФК Куманово 15 години е во општинска фудбалска лига, а најголема општина во Република Македонија, што секако не е воопшто добро. Да, тука сум многу разочаран на начинова мислам на прашање на состојбата во кумановскиот фудбал. Не само јас, туку и сите љубители на спортот, а посебно фудбалот се разочарани. Значи, град од 120.000 жители, немаме третолигаш, а камоли друга лига или прва лига. Па, колку 5-6 години мислам дека нема па и више, нема опште, значи, ФК Куманово не постои повеќе од 15 години, што е штета. Со самата наша работа и труд, се надевам дека и залагањето се надевам дека ќе ги пробудиме љубителите на фудбалот во нашиот град, да се стори нешто поконкретно за фудбалот во градот. Да.
Борче, еве сега рековте дека има некоја мала пауза 15 на дена, меѓутоа, треба да кажеме за нашите гледачи, веројатно од септември ќе имате повторно набиена агенда на превари, на настапи и веројатно нови членови што ќе биде уште подобро за вашиот клуб. Па секако, значи, после сега паузата што ќе следува после 15 на дена, очекуваме уште еден, така да кажам, поголема бројка или некој брана дечиња нови што ќе дојдат во нашиот клуб. Мислам дека сега малку повеќе ќе се осврнеме на првенството. Значи ќе дадеме акцент на нашето домашно првенство во Македонија. Сакаме да постигнеме многу повеќе на повисок ниво и повеќе резултати за разлика од оној дел кај што се осврнеме повеќе на турнири што бевме, сега малку ќе удариме на оној акцент на повеќе презентација на нашиот фудбал на ниво на Република Македонија. Значи ќе бркаме високо место на табелите и у пионерска лига и у помлади пионери. А секако и у детската лига каде што мораме да направиме добри резултати, бидејќи не се работи само за зборење и фалење, него треба и резултатите да бидат на високо ниво. Јас реков и во прилогот имате председател нова канцеларија, па веројатно сите заинтересирани кај може да се обртат, да ве видат, да поразговараат, а воедно да го запишат и своето дете во школата. Сега сите наши активности ќе се одвиваат таму во нашата канцеларијата, се наоѓа до пицерија Помодоро. Клубските простори, значи, ќе не бидат таму. Таму ќе се собираме пред секој поједна утакмица, таму ќе држиме састанци, родителите ќе доаѓаат, таму, значи, ќе ги примаме родителите. Анализите, како што рече тренерот, анализите на утакмиците, ќе дојдете, ќе не посетите таму и вие ќе видите како е, значи со еден збор клубот се развива се повеќе и повеќе, тоа е најважно. Да, се корак, како вика, чекор по чекор, али сигурно, значи да не брзаме многу. Да. Борче, доле работите во населото Доброшане на теренот, релативно солидни услови за работа и она што е најважно, има постојано доаѓаат родители, гледаат, се комуницираат, разменуваат идеи, како што рековме, и на некој начин верувате дека засега таму ќе останете на тој терен и ќе продолжите да работите таму. Повака, секој дека сме оптеретени со тој проблем со инфраструктура, односно со теренот на клубот, засега остануваме таму, се надеваме, значи имаме визија за удогледно време да го решиме и тој проблем со теренот. Па да вака првата слика, теренот е во добра, солидна Најдобар позиција. терен во градот е моментално најдобар терен. Да, Да, и добри терен. услови, има се обликовани. Да, се обликовани, има се одржава теренот. Има рефлектори, значи можеме и ноќе да тренираме. Единствено е проблем со патување со дечи, меѓутоа пак мислам дека и во другите европски земји, како што гледаме дека терените се претежно надвор од градот, па и таму дечињата патуваат до местото на тренирањето. Така да за сега остануваме тука овој дел, па ќе видиме за понатаму. Имаме некои опции, се надеваме дека ќе го решиме тој проблем, да бидеме во градот. Се надовршам само на тренерот горе, во Австрија кога бевме, значи обично комплексите и терените се вон градот, значи сите екипи патуваат, мислам дека е проблем на клубовите и на децата, пошто друго е во градот, друго е во природни услови кога воздухот е друг. Значи тука има, нели, Да, на некој начин доле по еколошки, подобро е за работа. Да. Еве сега малку да преминеме на она што е актуелно, што е топ тема во македонскиот спорт. Знаете, Република Македонија и Скопје добија големо признание, организација на финале на Суперкупот на Европа, кој ќе се одржи во нашиот град во 2017 година. Веројатно и вие како фудбалски работници сте се среќни што ние ќе бидеме домаќини на еден ваков голем спектакл. Борче, еден ваш краток коментар за сето ова работа. Па можам да кажам дека еден голем настан за Република Македонија, општо за фудбалот во Република Македонија. Можеби е, да не кажам некој начин хендикеп што не прво учествуваме на некоја европско надпреварување, него прво сме домаќини на организацијска смисла, а се надевам дека во догледно време и ќе учествуваме на некоја манифестација европска. Па вака се надевам дека
стадионот ќе биде спремен, подготвен, бидејќи имаше некоја слушаме на вести дека треба некои Има мали забелешки, забелешки да се поправи инфраструктурата за некои простори, објекти така да се оделат. Мислам дека до 2017 година се ќе биде во ред, ќе се заврши како што треба и навистина ќе бидеме горди што еден ваков настан ќе бидеме во историјата на еден ваков настан и ќе се гордееме да бидеме дел од таа публика таму што ќе биде. Трајковски, ова на некој начин е признание и за Фудбалската федерација на Македонија, меѓутоа и за македонската држава. Сепак УЕФА не дава така лесно организација на вакви големи напревари. Да, секако, значи ова е една многу голема работа. Можеби Реал Мадрид, Барселона, Манчестер, Челси, уште многу големи европски клубови ќе ни гостуваат во Скопје. Да се биде домаќин на една ваква работа е да се биде во рангот на Сантијаго Бернабе, на Nou Camp, значи тоа се стадион од прва класа. Нашиот стадион е од прва класа и големо признание не само за Македонија, него и за Фудбалската федерација за добра работа, дека напредуваме и дека работите одатко по-добро. Борче, ако ова наште го организираме добро, ќе се сложи со мене, постои голема шанса Македонија да добие одлични препораки да за кратко време, можеби за некоја година организира и некое европско првенство, некоја група и така натаму. Сепак ова на некој начин ќе биде и добар тест. Па секако ова е еден предуслов за некој уште поголем настан, каде што може ние да конкурираме, да бидеме домаќини на некои врвни и светски надпреварувања. Мислам кај нас сега превладна една добра организација и мислам дека секи биде во ред. Многу е битно за овој настан да се добро организира, значи како сместувањето на фудбалерите, транспортот до таму паркингот треба да се среди да тие ќе се мислам среди има време уште, значи година и пол да се тоа санира, мислам дека ќе се биде во најдобар ред и секако дека ќе биде ово почеток на најавување на една Македонија во едно некој европско надпреварување. Председатели, вие сте веројатно среќен како поранеше фудбалер дека сепак Скопје ќе види Македонија домаќин на овој голем спектакл. Да, секако тоа е огромен настан, значи до сега мислам дека таков настан се нема случајно кај нас. Со тоа ќе биде промовирана нашата држава, нашиот фудбал на домашна и меѓународна сцена и ќе биде голем мотив за развој на фудбалот во нашата земја. Добро, еве полека ние да привршуваме нашиот разговор. Јас мислам дека кажавме некои работи кои се многу важни за развојот на ФК Евроспорт. Борче, може еве да ветиш на љубителите на фудбалот дека ФК Евроспорт ќе работи уште посилно, поинтензивно и дај Боже да имате за некое време едно 200 до 300 дечиња во вашиот клуб. Пред се благодарам до вас како водител, до К3 телевизија, значи за вашата покана и секако бидејќи се надам дека ќе бидете присутни цел време со нашите резултати и нашите подвизи, каде што сите резултати и настани ќе ги промовирате тука кај вашата телевизија. И еве, јавно ветуваме дека ние ќе продолжиме со нашата работа, дека сето она време што ќе го посветиме таму, ќе го посветиме во интерес на децата и во интерес на спортот, на фудбалот за градот. Да се навратам на Премако Станојковиќ, кога се јавуваше телефонски, беше ваш гостин и рече дека повторно ќе дојде во вашата школа, ќе биде гост и повторно ќе се врши некоја селекција на нови дечиња кои сакаат да дојдат во ФК Евроспорт. Веројатно таа традиција ќе продолжи понатаму. Па да, ние требаше да направиме уште една покрај 2000, 2001 и втора генерација, ни останува уште селекција за овие помладиви генерации 2003, 4, 5 и 6 година родени дечиња. Ние тој настан го одредивме за во недела тогаш, меѓутоа поради лошите временски услови, како знаете дека паѓаше дожд, тој настан го одложивме за одреден период, бидејќи имавме некои други наши оборски клубски. Тој период го оставиме сега во средината на јули или при крај на јули месец, тоа ќе објавиме јавно, транспарентно и тогаш ќе биде поканет и селекторот Владимир Станојковиќ, кои што беа уште и другиве гости, односно стручни лица кои ги оценува овие дечиња.
Тоа ќе се случи значи при крај на јули и ќе бидат сите деца поканети на тој настан. Значи тоа не го забравивме и се надевам дека ќе избереме навистина добри дечиња кои ќе продолжат да се прегурат во нашиот клуб и бранат боите на нашиот клуб, а и голема благодарност за сите членови на комисии што беа тогаш присутни и се надам дека пак ќе бидат во наредниот период. Гоце, веројатно вие продолжувате со сиот свој елан и мотив да работите во ФК Евроспорт и нема да жалите време и труд да ги учите најмладите. Да, значи во нашиот клуб се работи сериозно. Продолжуваме со напорна работа, со позитивна енергија, позитивна мисла до нови успеси и до големи достигнувања. Председателе, и само накратко на крајот, кои се вашите планови до крајот на годината? Веројатно овие силни турнири ќе продолжат и понатаму. Како што реков и претходно, имаме, значи ни останува поканата за Австрија, Виена, значи тој сигурен турнир пак ќе одиме таму. Како добра екипа која се покажеме таму, имаме и други понуди, па ќе видиме, значи како што реков, корак чекор по чекор. Значи и голема благодарност до тебе и до твојата телевизија што не пратите во секој чекор и што се трудите да го промовирате спортот во Куманово и поширо. Да, ние понатаму ќе продолжуваме вакви екипи и воопшто спортот во нашиот регион и веруваме дека ќе има уште повеќе вакви школи со една единствена цел што веројатно е сите се бориме да децата ги метнеме што повеќе во спортот, не на улиците, бидејќи само така може да имаме здрава генерација, Република Македонија да биде горда на тие млади генерации. Јас си посакувам многу успех во вашата работа, се гледаме во секое добро и верувам дека ФК Евроспорт еден ден ќе стане голем бренд. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа представниците на ФК Евроспорт. Ви посакувам пријатен ден со нашата програма.